Море, шо правиш тука, бе? У шумава? Ноќва? Што се маж, бе, педе? Кога га смајчи? Зашто да га смајчи, што ми фали мене? Крилја, паралепне! Море, слушаш што те прашувам, шо пиш у шумава ноќва тука су поласи од рака? Ама ме исполаши, си го изгоре в прстето. Сакаш да ми го цуцнеш малку да ми Зато си ми те дофата рака, па ќе те мочна со вазелина ти помејата. О, па ти си бил наш. Кој користи вазелин мора да е дечко фин. Požar da ugasi. Се почна у петокот. Ја носам киркеви на некој роден ден и шо ми текна тамо на Орце Николов нешто поиста да се вратам рута назад, викам, бе, кој ќе се враќа сега по уличкиве тесни тука 7 сат навечер, гужва. Ај, викам, по Партизанска. И не се по Партизанска и тамо негде кај го после Буњаковец, кај тамо негде пред Градичен факултет, нели одам према Румунска, према Ѓорче, мислам, таа траса. И бу по оној со трепкачон, дрн, гледам, полиција ме зауставува, ништо не направи. Из на страна, возачка, млад дечко, двајца, овој главниот што водеше диалогов со мене, албанец, возачка, му дадов тоа сообраќајне, све. А вика, немаш светла. Како бе, викам, немам светла. Искочи, вика, да видиш, немаш светла. Искачам, нема светла. Викам, имам светла, викам, сигурно, викам, а ја кој ќе ја уклучам колава, кој ќе ја запалам одме автоматски ми се уклучуваат светлава на позиција ми се. На средното, кој ќе го свртиш, нема, и крајното, она си светне најнормално, значи со таа таблата, километража, сат од свето. И ја, значи, мене со самото палење имам светла, значи. И ја, тамо предходно, пред да свртам на Партизанска, исто така на семафори, една будала пред мене на зелено се пали. 3 на саат возеше. Ја четврта кола. Ја почнав да му блиндирам. Нервозно вака. Шо преш, бе, човек, зелено е, дај газ да поминеме 7 коли место 2 само. Не, бре, брате, дрн. Тогаш, кога сум го мрдал ова вака, изгледа тоа од нервозата, сум го поместил на средина, се исклучило светло. И не се, дечко, вика, казна некоја ситна, нема везе. И сега нормално македонска работа, му викаш, абе, зашо, викам, не е казнава, знаеш, онака. Вика, абе, морам да те казнам, да му ебеш матер, вика. Јеби. Љубезен, фин полицаец, онака, баш профи. Абе, викам, човек, не ми е ситна, е стварно казнава, не ми е запарио. А он ми вика, ама иди, вика, да ја платиш таму кај што се плаќаат казника и ова сообраќајна таму кај Пролече. Оти вика, се дешава, знаеш ти да си плати, тоаш мене ми текна што ми кажа полицаецов, дека на мој познат им си има десено тоа платена казна, преку пошта, не знам како, и после 2 години им стига покана за суд, као да не е платена. Па иди докажува, зима извод од банка, дека вистина е платена, па некој тамо нешто, и ова е порака до полицијата, до сообраќајна, да си ги следи тие работи, да не се случуваат такви ствари, да не мораме да идеме да плаќаме казни дури од тамо, да можеш и електронски да си ја платиш и да не се секираш дека утре ќе ти дое покана за суд. Апропо тоа ми е муавето. И не се ми објасна полицајцо, вика, иди, вика, тамо ќе си ја платиш, па викам, заради тоа те молам да не ми ја пишеш, викам, не ми ја, викам, стварно е ситна казна, нема везе. Викам, кој ќе иде, бе, човек сега до тамо, викам, па гужви, се одвикнав од тие работи, па со кола иди, па трет мрт, па тамо, па нема да се кај да се паркираш, да најдеш.
Морам, умеѓу време ми раскажува некои работи, стоиме колава на трепкачи на крај на Партизанска, муавет со дечко, со полицајецот, муавети, тука ми објасна некои ствари, жио со неговава професија, некои работи, и за некои казни, вика, не се служувам стварно какви се, вика, ова, ама јеби ga се, шо да правиме, ние нас не снимаат, мора да работиме, јеби. Добра, ја ќе си одам, не можеме да се разделиме, се поздравуваме, се гушка, абе, стокхолмски синдром оригинал, не можеш, овој казнетиов со овој што те казнил, не може да се разбојат, млад дечко. Не се, шо е тој отделот при казната. Идам са бајлен нормално да си ја платам казната, она пола, знаеш, до 8 дена шумаро. И викам, јевам, последно време сум страшно нервозен кога сум зад вола. Викам, кидам со автобус, ни се нервирам, ни ништо. Кидам, ке си ја платам казната, па на автобуса. И бе, вистина, тамо си ја платив, не знам шо ми дое, 24-ка или 4-ка, не знам шо беше тамо, се прошетав малце па на булеварија, чека. И седнем, она, после возачот нели има оние седишта што седни спроти други, се гледаш што тој што седи овако карши тебе. Две по две се. А јас свртам со грб према шоферов, со грб свртам. И негде на Партизанска, на 20 метри пред да се симнам, има пешачки семафори и одеднаш, а карши мене седи една жена, помлад од мене, 15 на години. А јас со грб свртен према шоферов, не гледам што се дешава. И одеднаш шоферов закочуе, така што сите патлици од задниот дел на автобусот со колу напред доаѓаат ваму предниот дел. А оваа карши мене што седеше од трзајот на колена и со главата оде мене у скутер. Рага! Абе се закопава. Ја, ме здобале у моментот. Ме фати смеа, ама знаеш како онако ќе туди топка по јајца, знаат муживе, значи одма ти се присеруе, грчеви у стомак добиваш, не знам зашто тој така ударот поврзан со тие некои други физиолошки работи, кога на грчеви добиваш ко дрскајца кој те фаќа, значи барем што треба да направиш е негде дискочиш на брзина да имаш да се измочеш за да ти помине тој грчат што ги имаш од ова, као што падна прво на колена и со бук ми се заби. Уше требаше вака под теме да ја потапкам. Колвај си ти. Ова стане унезверена. Леле, извинете, леле, со Кармин ви ги направив панталон, нема врска тоа. Кармин од размачкане, не, викам супер си. Леле, извинете, што не знам што да кажам, ја гледам вака. Викам, што да кажеш, све е кажано. А тој до мене, ја него ни приметив дека тој на рап на пукнуење од смеа бил. Тој еден човек постар од мене беше до мене. Јако кажав, ова вика, што да ви кажам, не знам друго, викам, што да кажете, све е кажано, и вој ми се врти и ми вика, глумец, стварно не си нормален, и тука почна да се смее. Јас сега поше 20-30 метри после пешачкиот е ова, кажи го, станицата. Ја како стануем, она помена, ама извинете, леле, а мене више звезди гледам пред очи, од тоа по јајца што ме акна, кога ми се закопал у јајца со главата, стомак почна да ме боли, грчеви онака, ви кажав како изгледа тоа кај мужи која ќе добијат таму удар. Ја искачам од автобус, само гледам, немам, поблиско ми е да идам у Драмски у ВЦ, не знам било, поше ден, 10 и пол са бајле, него да трчам преку улица дома, мислам, све едно ми, ама викам, дај шо е поблиску, немаш тука нигде, нема ни ќоше, луѓе идат, немаш негде да застанеш, бар да си измочаш, како да ти кажеш. Ја со трчање, ја, уствари, да искачам, ама вас не ви е добро, ме види, изгледа дека онака,
Викам, не, ништо не ми е, вика, од ударот, вика, малце стомак ме боли, ама како, ако треба ја да дојам со вас да ви помогнам на лекар, што на лекар, мене после кога ми текна, вика, пичку матер. И апропо на ова ми текна за ова работа, пошто кај нас актуелни стана некои казни, ова со враќање на полиција. Сега малце сериозно, чувте дека во Сарајево имаше една страхотна несреќа, трамвај, излета од шини, загина еден дечко, студент на уметност, и тешко е повредена една девојка. By the way, оно што сакав да го кажам колку се добри тие казни, дечково што загинал од проста причина, што моментот кога возачот на трамвајот свирел и гестикулирал на патниците да се тргнат од станицата, дека он више немал контрола на трамвајот, трамвајот доживува краток спој и полудел. Фактички кочници откажале и т.н. не било више ништо до шоферот. И он свирел со онаа сиренана, како ли се свири таа, не знам, и се луѓе сведоци го виделе, иначе го ослободија човекот од притвор и гестикулирал онака да се тргаат сите, дека демек овако. Јасно му било дека ќе излете од шини трамвајот. И дечково што загинува само заради тоа што у моментот додека се случува тоа, има слушалки уши и слуша музика на мобилен, и фактички не ги слуша ниту патниците до него на станицата што чекале трамвај, ниту ја слуша се, ниту ништо не слуша да се тргне од местото. А у моментот, втората девојка што е тешко повредена, у моментот тоа кога се случувало тоа, кога патниците го виделе, го слушнале сирените, кога напуштиле трамвајската станица постојка, она со грб свртен исто си правила, со грб свртена према несреќава што се доближувала, си правила муавет лабаво онака на мобилен телефон. И добре што ја кажав оваа приказна, сите да ја знаат и овие особено помладиве, да бидат свесни колку е опасно која си во јавност, со тоа слушалките на уши, и добро, ова зборење на мобилен, ајде, тоа го знаем. Особено со слушалките на уши, која гледам и по улици трча со тоа слушалки на уши, поминуе пешачки, ни те гледа, дека тука возиш, црвено било, не било црвено, си претрчуе, или не мора, тие не се ајде толку опасни, ќе застанат, гледа семафори. Овие што се улички, што немаат овие сигнали, си претрчуе, не те гледа, ти него, ако не го видиш, ако не внимаваш, ќе го залепиш. Пошто ништо ни гледа, ни слуша. Тренира. Он тренира, или она тренира. Тоа само сакав да ви кажам филм. Комедија. Вика, леле, со Кармин ме направи, ја да не сум размачкана. И после ми вика, и ми се извина. Не знам што повеќе да ви... Извинете, господине, не знам што повеќе да ви кажам. Викам, смирете се е кажано. И тој до мене тука. Тие си нормалне стануат, седиште од он негде, се симнали, отидели позај. Овие сите од позај. Значи, и тоа, не знам овие што се автобусиве, овие од кинескиве, што, значи, тоа не се кочници, тоа не знам што се, тоа кој ќе закочи, ко компир се тумбаш, ако не се држиш добро, отиде, излета. Абе, ова цел заден дел, мислиш ритмичка гимнастика, со колу напред, рага, не се зак. Ајде, да не јадам гомна, ако го види видео, не ми се љути. Мислам, старно не ли беше смешно, ама да она и трагично го прифати тоа, пошто веројатно ме видеме здоболе, пошто ја веројатно офнав, беше удар тоа, не беше заебанција, ја гледајќи што се дешава, она тука, баш ко се свртем, она више тугаш последната етапа ја видов од незината гимнастичка фигура. Колен, се лизнала на колен. Закоп.
Ај, чао. Ај, чао.